Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес е наред да ги обработиме глава 22 и 23 од книгата Излез. Се наоѓаме во оној дел од книгата кој се однесува на општественото законодавство. По глава 20 читавме за 10 Божји заповеди и за упатствата поврзани со изградбата на жртвеникот. По главите 21 до 24 се запишани закони кои се однесуваат на меѓусебните односи помеѓу луѓето и нивниот тимот. Во останатиот дел од книгата има закони за изградба на шаторот, а богослужението во шаторот е опфатено во книгата Левитска. Закони за имотот. Во овие глави се запишани основни општествени закони кои ние денес ги земаме здраво за готово, бидејќи живееме во цивилизирано општество. Станува збор за закони кои ги регулираат меѓусебните односи кај луѓето во секојдневните ситуации. Преку овие зборови, Бог им кажа на израелците што е правилно, а што погрешно. Пред некое време разговарав со еден професор на факултет и ми рече: моралните прашања се релативни. Ти имаш едно поимање за тоа што е правилно, а јас може да имам поинакво и двајцата да сме во право. Потоа ме праша: врз основа на што одлучуваш дали нешто е правилно или не? Му одговорив: врз основа на Божиот збор. Интересно е што тој немаше стандард по кој одлучуваше што е правилно, а што погрешно. Може би стандардот беа неговите чувства или лични интереси во дадена ситуација. Патем, овие закони за кои читаме во Библијата се всушност основата за законодавниот систем на модерните цивилизации. Законите кои се запишани во овој дел од книгата се многу основни. Некои од нештата кои се спомнати тука се регулирани со закони, а други се дел од општата култура и манири на поголемиот број луѓе. Со оглед на тоа што има многу закони, нема да имаме време да ги прочитаме сите. Но ако сакате, можете тоа да го направите сами. Преку нив, Бог имаше намера да ги заштити луѓето од криминал и некаква штета која другите можат да им ја нанесат. Истото се однесува и на 10 Божји заповеди. Всушност, суштината на целиот Божји закон даден преку Мојсија беше токму за тоа. Бог да им даде на израелците основа за здраво општество. Во глава 21 читавме за закони кои се однесуваат на заштита на поединците. Покрај другото, законите во глава 22 се однесуваат и на заштита на имотот. Ке ги прочитам првите 3 стиха. Ако се фати крадец како пробиват зид и го удрат така, што тој умре, тоа не се смета за убиство. Но ако сонцето веќе се појавило над него, тогаш да се бара крвнина, а крадецот штетата мора да ја надомести. А ако нема ништо, тогаш тој треба да биде продаден и да се надомести украденото. Ако кај фатениот се најде она што го украл, живо, било вол, магаре или овца, да го врати двојно. Сетете се дека во Новиот Завет цариникот Захија рече дека се што украл од другите, ќе го врати повеќекратно. Зошто го кажа тоа? Бидејќи одлучи да го испочитува Мојсеевиот закон. Овие закони не се сосема исти во денешното општество. Замислете некој да украде автомобил, а потоа да мора да врати 2 автомобили. Тоа би било интересно, зарем не? Замислете некој да украде пари од државата и потоа не само што ќе лежи в затвор, туку да мора да врати двојно повеќе од што зел. Ако имавме такви закони, мислам дека луѓето 2 пати ќе размислеа пред да направат штета или да украдат нешто. Преку овој закон Бог сакаше да ги заштити луѓето и нивниот имот. Убеден сум дека нашето општество ќе беше многу подобро ако овие закони беа основата врз која ги градевме нашите меѓусебни односи, како и нашето законодавство. Интересно е тоа што Божиот збор уште пред илјадници години воспоставил некои правила и принципи кои се релевантни и за нас денес. Стих 2. Но ако сонцето веќе се појавило над него, тогаш да се бара крвнина, а крадецот штетата мора да ја надомести. А ако нема ништо, тогаш тој да биде продаден и да се надомести украденото. Ова се закони кои се однесуваат на самоодбрана. Пред некое време слушнав за една многу чудна ситуација. Не знам каде се случи ова, но е трагикомично. Во домот на некој човек влегол крадец и сопственикот на домот не само што го видел, туку и го застрелил со огнено оружје. Не го убил, само го повредил. Крадецот одлучил да го тужи сопственикот и судот пресудил во негова корист. Како резултат на тоа, сопственикот требало да ја продаде својата куќа за да го обештети крадецот.
Со други зборови, законите некогаш можно е да застанат и на страната на тој што ја прави штетата. Бог им кажа на израелците дека во нивното општество не треба да биде така. Секој имаше право да го заштити својот имот, па дури ако треба да го убие крадецот. Не велам дека е во ред да се убиваат крадците кои провалуваат во нечии домови. И јас не би сакал да направам такво нешто. Но сметам дека е сосема во ред тоа што Бог им даде ваков закон на израелците, за да може да се заштитат себе, своето семејство и својот имот. Ова се основни начела кои беа воспоставени со цел да им помогнат на израелците да имаат ред и закон во општеството. Да живеевме во општество кое е засновано врз овие закони, сигурен сум дека немаше да се соочиме со голем број од проблемите кои ги имаме денес во нашата држава. Поголемиот дел од законодавните системи во цивилизираните држави се засновани врз оние од Западот. Западните законодавни системи се напишени од страна на луѓе кои биле под силно влијание на христијанските вредности. Не велам дека сите биле христијани, но живееле во христијански општества и биле под влијание на вредностите што се запишани во Библијата. Тоа што сакам да го кажам е дека, иако основата за нашето законодавство се библиските вредности, денес сепак живееме во свет во кој оние што треба да ги спроведат законите не се заинтересирани за библиските вредности. Ке продолжам со читање. Слушнете што пишува во стих 3. Ако кај фатениот се најде она што го украл, живо, било вол, магар или овца, да го врати двојно. Со други зборови, ако некој краде, треба двојно да го плати тоа што го украл, макар и да мора да се продаде како роб за да ја плати казната. Стихови 4 и 5. Ако некој уништи нива или лозје, пуштајќи го добитокот свој да пасе во туѓа нива, да надомести со најдоброто од својата нива и најдоброто од своето лозје. Ако се појави оган, па тој го зафати трњето и се запалат снопјето или ожнеаното или нивата, оној кој го предизвикал пожарот да плати. Ако добитокот на некој човек влезе во соседната нива и почне да јаде од посевот, таквиот треба да му ја надомести штетата на соседот. Ако се случи несреќа и нивата на соседот е оштетена, истото правило важи и за тие околности. Кога некој му даде на ближниот свој сребро или предмети на чување, и тие бидат украдени од неговиот дом, крадецот, ако се фати, нека плати двојно. Овие закони се релативно едноставни, но многу практични, зарем не? Преку овие закони Бог воспостави основни правила и начела, кои ќе му помогнат на израелското општество да функционира добро и праведно. Идејата беше израелците да ги практикуваат, но со тек на време и останатите народи да ги прифатат овие закони. Има и други вакви и слични закони во овој дел од книгата Излез. Нема да ги прочитам сите, но генерално гледано сигурен сум дека зад се што е запишано, ја забележувате Божјата грижа за луѓето. Закони со кои народот се заштитува од криминал. Во следниот стих има закон кој ги заштитува правата на злоставените жени. Кој измамил несвршена девојка и биде со неа, да ја дарува и да ја земе за жена, а ако таткото нејзин одбие да му ја даде, да одмери сребро на татко и колку што следува за мирас на девојката. Со други зборови, ако некој силува жена обврзан е да се венча со неа и потоа да се грижи за неа. Ако татко и не сака да ја довери својата ќерка на таков човек, тогаш што е обврзан парично да го обештети семејството. Кој ќе легне со добиток, со смрт да се казни. На некој од вас ова може да им изгледа чудно, но верувајте ми дека Бог имаше причини зошто даде ваков закон. Во тоа време многу божечките народи практикувале и вакви нешта. Господ им кажа на израелците дека не смеат да се впуштаат во таков тип сексуални дела. Немојте да мислите дека тоа се случувало само во минатото. И денес има луѓе кои имаат изопачени сексуални склоности кон животни. Казната која Бог ја одредил за нив е смрт. Оваа тема подетално се обработува во книгата Повторени закони. Сето ова е многу добар доказ за тоа колку неморален станува човекот тогаш кога ќе се оддалечи од Бог. Причината зашто Бог даде ваков закон е бидејќи овие нешта се практикуваа. Стих 19. Кој принесува жртва на други богови, освен на единиот Господ, со смрт да се истреби? Сигурен сум дека на некој од вас оваа казна ќе ви звучи многу тешка и сериозна. Ама Бог сакаше израелците да знаат дека принесувањето жртви на други богови е всушност првиот грев, кој ќе води кон многу други гревови
и катастрофални последици за народот. Затоа, тие требаше да се заштитат уште на самиот почеток. Стих 20. Доселеник немој да притеснуваш, ниту да го огнетуваш, зашто и вие бевте доселеници во земјата египетска. Со други зборови, Бог им вели, немојте да ја правите истата грешка како египтјаните кои ви угнетуваа. Вие можете и треба да се однесувате подобро. Не притеснувајте ни вдовици ни сираци. Ако ги притиснеш и тие повикаат кон мене, ќе го чујам нивниот лелек и ќе се распали гневот мој, па со меч ќе ве убијам и вашите жени ќе останат вдовици, а вашите деца сираци. Знаете ли зошто денес имаме закони кои ги штитат децата од тоа да бидат злоупотребени на работните места? Бидејќи основачот на методизмот, Џон Весли, застанал на страна на децата и инсистирал да бидат заштитени. Знаете ли зошто имаме домови за деца без родители? Бидејќи христијаните се оние кои ги започнале. Низ историјата имало луѓе кои се нарекувале со Божјото име и ги злоупотребувале и жените и децата. Но вистинските верници создадоа подобар свет за тие. Како што можете да забележите од стиховите кои ги прочитавме, Бог е на страната на безпомошните. Секој кој ги огнетува ќе се соочи со неговиот суд. Кога на заем ќе дадеш пари на некој сиромашен од народот мој, не присилувај го и не наложувај му лихва. Ова се однесува на каматата. Бог сакаше израелците да си помагаат, но да не се богатат врз основа на тоа. За жал, овој закон не се применува денес. Тоа се дел од законите запишани во глава 22. Сега ќе продолжиме со проучување на глава 23. Глава 23. Други закони за имотот. Првиот стих од глава 23 вели: Не примај лажни изјави, не мешај се со безбожник, та да бидеш сведок на насилство. Треба да бидеме внимателни што говориме, бидејќи овие закони покрај другото се и предупредување против оговарањето. Бог сакаше израелците да знаат дека можат да нанесат голема штета и со своите зборови. Не поведувај се по мнозинството да прави зло и не се согласувај со мнозинството против правдата. Овој принцип е особено важен за општеството во кое живееме ние денес. Бог им рече на израелците: не поведувај се по мнозинството да прави зло. Пред некое време запознав еден млад човек кој припаѓаше на група луѓе кои, покрај другото, се истакнуваа по правењето неморални нешта. Го прашав зошто е дел од таа група. Тој ми рече дека сака да го најде својот идентитет. Ми беше мило што е искрен со мене, но истовремено и ми беше жал што не е единствениот кој е во таква потрага. Покрај другото, овој младич ми кажа дека сака да биде слободен и сам да носи одлуки за својот живот. Тоа беше добра шанса да го доведам во прашање тоа што го прави, па му реков: во ред, но сите вие се облекувате на ист начин, зборувате на ист начин, се однесувате на ист начин. Дали твоите пријатели ќе те прифатат доколку се облекуваш поинаку од нив? Одговори: не. Му реков: тогаш немаш слобода, нели? Ти си врзан од правилата на друштвото на кое припаѓаш. Ако оние со кои се поистоветуваш протестираат против нешто, дали имаш слобода да бидеш рамнодушен во однос на тоа прашање? Го добив истиот одговор. На што му реков: извини, но ти не си слободен. Бог рече: немојте да го следите мнозинството и да правите зло. Оваа порака и тоа како им е потребна на младите, бидејќи многу често токму тие се оние кои го следат мнозинството со цел да бидат прифатени и почитувани. Божите закони се релевантни и за нас, нели? Кон сиромавиот не биди пристрасен кога води спор. Оваа заповед се однесува на правосудниот систем кој за жал често знае да биде корумпиран и наместо да ја брани правдата, ги брани богатите. Предпоставувам знаете дека римјаните ја представувале правдата како жена, бидејќи треба да биде нежна, но исто така и со превес на очите, бидејќи не треба да гледа кој е кој, туку да суди според вистината. Во едната рака има меч, што значи дека правдата треба да донесе суд, а во другата рака вага, што значи дека правдата треба да е фер. Тоа му е потребно на општеството во кое живееме. Закони за земјата и саботата. Во стиховите 10 и 11 читаме за законите поврзани со обработката на земјата и принципот за саботата. 6 години сеја земјата своја и собирај ги плодовите нејзини, а седмата
Остави ја нека отпочине, за да се хранат сиромасите на твојот народ, а со она што ќе остане по нив, нека се хранат полските зверови. Така прави и со лозјето твое и со маслинарникот твој. Бог на израелците им кажа дека нема да бидат сами во ветената земја и дека самиот тој ќе биде со нив. Ако сакате да знаете повеќе за принципот на саботата и обработката на земјата, прочитајте ја книгата Левитска. За сега, доволно е да знаеме дека Бог им кажа на израелците да ја обработуваат земјата, но исто така и да ја дадат можност на почвата да одмори. За жал, старозаветната историја на израелците сведочи дека тие не го почитуваа овој закон. Закони поврзани со празниците. Стихови 14 до 17. 3 пати годишно прославувајме со празник. Пази го празникот без квасници. 7 дена јади бесквасни лебови, како што ти заповедав, во определеното време во месецот Авив, зашто во тој месец си излегол од Египет. Да не се јавуваш пред мене празен. И празникот на жетвата од првите плодови од твојот труд, што си ги посеал на нивата твоја, и празникот на берењето на плодовите на крајот од секоја година, кога го собираш родот од твоите ниви. 3 пати годишно сите твои од машки пол треба да се јавуваат пред Господ. Овие закони ќе се повторат и во книгата Броеви. Бог им кажа на израелците да одат во храмот во Ерусалим 3 пати во годината, за време на празниците Пасха, Педесетница и Сеници. Пред да влезат во ветената земја, Бог им ги даде на израелците овие закони, за да знаат како да живеат во неа. Стихови 20 и 21. Еве, јас праќам пред тебе ангел, за да те чува по патот и да те воведе во земјата што сум ти ја приготвил. Почитувај го и слушај го неговиот глас и не противи му се, зашто и тој нема да ви го прости гревот, бидејќи името мое е во него. Мнозина се прашувале за кој ангел станува збор во овие стихови. Предпоставувам некои од вас го знаат моето мислење. Мислам дека станува збор за Господ Исус Христос. Не сакам да бидам погрешно сватен. Не верувам дека Исус е само ангел. Тој е вечниот Господ, но верувам дека во Стариот Завет за него често се користи зборот ангел. Бог им заповеда на израелците да го слушаат и да не му се противат. Сетете се дека во Новиот Завет небесниот татко им ја прати истата порака на апостолите, кога рече: "Ова е мојот син, не го слушајте го." Уште пред да влезат во ветената земја, Бог им кажа на израелците дека неговиот план е да ги истера од таа земја сите народи кои живеат таму. Причината за тоа беше гревот на тие народи. Но тоа не се случи поради една причина. Израелците не беа послушни на Божјата заповед. Потоа Господ им рече: "И ќе го пуштам ужасот мој пред тебе, и ќе го уплашам секој народ на кој ќе наидеш, и ќе ги свртам кон тебе грбовите на сите непријатели твои." Бог им рече: "Мојот план е да ве внесам во ветената земја", и потоа го исполни тој план. Стих 32. Со нив и со боговите нивни да не сврзуваш завет. По книгата Исус Навин читаме дека водачот на народот, по кого е наречена таа книга, направи грешка со тоа што склопи коалиција со еден од околните народи. Иако тие го излажаа дека се оддалеку, сепак Исус Навин имаше одговорност да се распраша и да дознае од каде е нивното потекло. Израелците беа однесени во робство во Вавилон поради тоа што им се поклонуваа на боговите на околните народи. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на глава 24. Како што можете да забележите, Бог сакаше израелците да имаат закони кои ќе го регулираат нивниот општествен живот. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.